И 11-тото продолжение на седницата за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски останува на мртва точка. Пратениците од ВМРО ДПМН стојат на ставот дека барањето на владата за разрешување на Зврлевски е неосновано и неаргументирано, додека пратениците од мнозинството се откажаа од учество во расправата со цел да заштедат време и Зврлевски побрзо да биде разрешен. Пратеникот Илија Димовски посочи дека Зврлевски не треба да се менува, затоа што има 6 годишен мандат и треба да го одработи до крај. Менувањето на Зврлевски, кој беше избран пред 4 години, ке значи политичко замешување, тврди Димовски. Секој обид за промена на носители на функции е класична политика. Не случајно Уставот предвидел подолги мандати. Разрешување на вршител на функција значи политичко замешување. Тоа е сега да фане мнозинството, заради тоа што има 62 пратеници, да смени и народен првобранител, и уставен суд, и судски совет, и сите вршители на други функции. Тоа е надвор од умот. Исто како што е надвор од умот идејата да се смени јавниот обвинител, заради тоа што Уставот него му дава право да преклопи 2 мандати. За да функционира и во такво и во вакво време. Но, очигледно е, никој не крие дека е гола политика, односно Впрочем, изјавата дека он треба да си даде оставка беше дадена од партиски штаб. Предлогот за разрешување на Зврлевски е поднесен од владата, поради како што се наведува во образложението, незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата. Исто така во документот се наведува и дека Зврлевски за своето однесување и дејствување покажал дека не е способен за извршување на функцијата, како и поради тоа што не поднел барање за покренување кривична постапка за случаи предвидени со закон и нарушување на угледот на функцијата. Председателот на собранието Талат Џафери на вчерашната седница посочи дека на 8 пратеници кои се јавиле за збор за време на 3 собраниски седници одржани минатата недела, има 200 пријавени за реплика.